Каматите во банките ќе растат, инфлацијата се очекува да паѓа. Народната банка очекува двоцифрената инфлација да се стабилизира и да се забави и да изнесува 8 или 9% до крајот на годинава. Гувернерката на Народната банка вели дека колку економијата е увозно зависна, особено во енергетскиот сектор, толку шокот од кризата е се поголем. Според неа, во услови на вакви инфлацијски движења, централните банки немаат друг избор освен да реагираат во насока на затегнување на монетарната политика. Еден ист глобален шок на различен начин, односно со различен интензитет, ги погодува одделните економии. Двуцифрената инфлација од минатата година постепено ќе се стабилизира, ќе забавува, оваа година очекуваме да изнесува некаде околу 8 до 9%, а на среден рок да продолжи да забавува, без притоа економијата да влезе во рецесија. На ваков став е и Глигор Бишев од Стопанската комора. Според него, можно е натамошно зголемување на каматите со цел да се намали домашната потрошувачка. На светско ниво и во Република Македонија можно е да очекуваме натамошно зголемување на каматите, се со цел да домашната потрошувачка се сведе на ниво кое што ќе доведе до равнотежа со понудата на стоки и услуги и се вратиме на ниво на стапка на инфлација која памтиме во последните десетина години. Растот на цените до кој дојде во ЕСД и во еврозоната ќе се почувствуваат во овој период што доаѓа и во Република Северна Македонија. Економистите велат дека светот не се соочува со една, туку со неколку последователни кризи од невидени размери. Ваквите кризи долго траат и се специфични по својата природа, го забавуваат растот, а истовремено ја зголемуваат инфлацијата. Иако очекувањата на власта беа дека изминатата година ќе ја завршиме со 12,9% инфлација, државната статистика го покажа спротивното. Па така Македонија 2022 година ја заврши со висока стапка на инфлација од 14,2%.